Играње со темните сили. Интересот за практиките и ритуалите на црната магија е значително зголемен во последните години, велат култните експерти. Кој е која е позадината и како општеството треба да реагира на окултниот бум? Бизарниот свет на окултизмот е исто повеќе слоен и збунувачки, каде што може да се најде се што е поврзано со скриените моќи на космосот. Спектарот се движи од давање и читање тарот карти до сексот, магични и сатанистички ритуали од безопасно експериментирање со феномените и суптилните светови до криминални ексцеси на жртвени ритуали на црна магија. Терминот окултизам произлегува од латинскиот збор occultus, што значи тајно или скриено, и е нејасен колективен термин за најразновидните феномени од областа на надприродното. Религиозни заштитници. Ова ја прави потребата за помагала за ориентација уште поголема. Вселенската работна група за нови религиозни движења на Швајцарија, Бискупската конференција и Федерацијата на швајцарските протестантски цркви извршија едукативна обука на конференција на тема окултни контрасветови, која неодамна се одржа во куќата Ромеро во Луцерн. Денес сме нешто како заштитници на потрошувачите на духовниот пазар на сегашноста, рече лидерот на конференцијата професорот Георг Шмидт. Како шеф на култното советувалиште во Грајфензе, тој знае што зборува, бидејќи во својство на советувачка работа или како советник, редовно се соочува со негативните, а понекогаш и сериозни последици од окултните практики. Овој пример покажува дека училиштата осебно имаат важна улога за едукација на учениците за позадината на окултните феномени, дури и ако не мора сите да завршат на таков лош начин. Окултистот Кроули, со цел подобро да се разбере идеолошката суштина на окултизмот, преди да се фрли краток поглед на историјата на така наречените окултни редови кои започнале во 19 век преку заедници слични на масоните. Питер Р. Кроули, 1875 до 1947 година. Конкретно, Кроули стана формативен модел на денешната окултна сцена. Англичаните основале сатанистички окултен ред на Сицилија уште во 1920 година, наречен Обатија на Телемак. Кроули се нарекува себе си зверот Тришески и се гледа себе си како божество направено од месо. Сакам да работам со зло и да правам зло. Сакам да си го затемнем срцето. Ова беа два негови принципи, како што ги формулираше Кроули, меѓу другото во заклетвата на Скарлетната жена. Експерименти со црна магија. Магијата негова и патолошка инстинктивност која Кроули ја живееше во различни форми на сексуална магија со своите следбеници, неговата употреба на друга, како и неговите експериментни со црна магија беа обликувани од визии во кои фигурата наречена Ајвас, гласник на кралот на уништувањето, му даде посебно евангелие. Објавено во 1922 година, Кроули го презеде целокупното управување со Ордо Темпли Ориенталис, скратено ОТО, кој беше основан во 1901 година од Карл Келнер. Оваа организација, окултните неогностичките, секс-магиските и сатанистичките традиции се комбинираат со форма на заедница кои се карактеризираат со тајност, голем број инициацијски нивоа и степени на припадност, како и со заеднички ритуали, провокација и протест. Дури ако голем број групи се уште го нарекуваат Кроули како свој духовен предок, денес помладите приврзаници на окултизмот ги земаат своите мотиви од други извори, например од хеви метал или окултна рок сцена, кои исто така ја претпочитаат мрачната страна посветена на реалност. Меѓутоа, во младинската сцена на окултизмот често се кријат и други позадини, како што нагласува советникот на католичкиот култ Јоаким Милер. Колку и да се антирелигиозни, прокламирање хорор и насилство, колку и да се текстовите, насловните страници или видеоклиповите да не
забораваме дека рок музиката и се уште е поврзана и се што е поврзано со неа и атрибутите се нераскинлив дел од младинската субкултура, чие потекло се наоѓа во протестниот однос кон светот на возрастните. Сепак можните последици од вакви форми на протест не можат да се смират, вели Милер, и се осврнува на собствените искуства од неговата консултантска работа. Се сеќавам на разговор со еден млад човек од сцената на сатанизмот кој ми рече дека може да доживее нешто како семоќ, додека ги практикува овие ритуали. Всушност, оваа состојба е споредлива со интоксикација со лекови што дава чувство дека нема повеќе граници. Конкретно, младинскиот окултизам честопати е многу страшен и може да доведе до травматски искуства, особено кај младите луѓе кои сакаат да излезат од оваа сцена. Знам за еден случај на една девојка која откако ја напушти сцената на сатанизмот, а има добиено мртво куче пред низината врата. И по неколку минути добила SMS порака со содржина: "Тоа може да си ти." Повеќе од протестна религија. Играта со окултизмот започнува со младите најмногу безопасна љубопитност, но тоа може да доведе и до зависност, предупредува експерт за секти Мартин Шајдегер. Шајдегер се чини дека окултизмот има посебна привлечност, особено за младите, од каде доаѓа оваа фасцинација за светот на скриеното. Оваа фасцинација има подлабока позадина и не се среќава само кај младите луѓе. Херман Хесе рекол дека искуството на непознато и магичното владење на светот го фасцинирало цел живот. Дури и младите кои почнуваат да се одвојуваат од своите домови, особено во фаза на растење и одново откриваат непозната нова територија, што се обидуваат да ја совладаат. Окултните практики често им нудат нови можности да експериментираат со скриеното. Често се вели дека окултизмот представува нешто протестна религија за младите, што првенствено треба да се толкува како бунт против традиционалните религиозни конвенции. Мислам дека тоа не е главниот мотив за испробување на окултни практики, меѓутоа кога младите забележуваат дека нивните родители реагираат на нивните тајни експерименти со страф и неразбирање, преокупацијата со окултизмот за време на процесот на одвојување може да стане фактор на протест. Сличен феномен може да се забележи и на полето на хеви метал музиката, каде што овој протестен став всушност може да се живее, дури и ако не е секогаш директно поврзан со окултизам. Зарем не е парадоксално што во нашиот наводно просветлен свет многу луѓе се уште се подложни на ирационални работи? Дали просветителството потиснато со нешто што не стигнува денес низ задната врата, дали е тоа што не стигнува низ задната врата денес? Просветителството делумно доведе до недоразбирање дека само она што можеме научно да го докажеме е реално. И денес многумина чувствуваат дека овој цито чисто рационален светоглед не успева и има работи во нашите животи што не можеме да ги објасниме, а сепак тие се таму. Непознатото е дел од нашиот свет со кој треба да се бориме. Како може конкретно да се справиме со ова искуство, дека не може се во нашиот свет разумно да се објасни? Се разбира, постојат различни опции, меѓу кои многу луѓе денес бараат одговори во областа на езотеризмот или парапсихологијата, додека други се подпираат на богатството на искуството од религиите. За млади пак недостигот на животно искуство и знаење може да се ориентираат на ова збунувачко поле. Понудата на окултизам се покажува како премамлива. Дали и вие се соочивте со феноменот на окултизам во вашето работно место за посебни религиозни групи и секти? Да, окултизмот е тема на која постојано се среќавам во мојата консултантска работа. Окултните практики, како оние што ги испробуваат младите луѓе во експерименти, често може да предизвикаат состојби на страф. Можете ли да го илустрирате ова со пример? Како дел од мојата консултантска работа имав разговори во заедницата во Централна Швајцарија, каде што некои девојчиња
на училиште експериментирале. За една од девојките овие искуства набрзо станаа неподносливи, зборуваше со своите родители кои пак побараа помош од наша страна. Дали окултните практики треба да се класифицираат како опасни? Тоа во суштина зависи од конкретните луѓе кои ги практикуваат окултните ритуали. Потребни се стабилни личности, за почетна љубопитност во окултните практики да не се претвори во зависност. Експериментите со непознато може да бидат особено опасни кога младите се изложени на проблематични објаснувачки модели. Како мислам на анимистичко размислување што води до фактот дека одеднаш се верува дека во скитничка чаша ќе се воочи дух што зборува. Оваа перцепција се толкува спиритистички, а опасно е што во толкувањата добива свој авторитет, од кој повеќе не може да се брани. Последица на моментумот што произлегува од него е фатална зависност од произволна моќ, која може да се следи назад до личната интерпретација на едно искуство, но во реалноста таа не постои.